изложбата на фотопортрети "Јас сум тука". Чинам дека сношти официјално беше прикажана за посетителите. Така е. Да, сношти беше прикажана за посетителите и денеска и уште нешто има закажување, но се ќе дознаеме подосна или во ова линковско вклучување. Емоциите се тука, се уште се собрани во овој хол заради тоа што вчера вечер беше осварена или направена една навистина провокативна, инспиративна и прекрасна изложба. Како вели Серебра Георгиевска, солзите не можеа да престанат да течат, не за друго заради тоа што сето она што се случуваше во текот на летото и е низина приказна заедно со фоторепортерот со кој што патуваше низ Македонија и ги собираше овие прекрасни приказни од луѓето, нели лицата со попреченост, но за ова линковско вклучување морам да искористам збор 2 од она што беше забележано на умно. Вели на почетокот на летово двајца долгогодишни колеги на смени погледот во очите, погледот на светот. Велат дека им е најемотивниот проект на кој работеле досега, на моменти им го пара срцето, па им го топли до точка на топење. И ова е можеби најволшебната реченица. Вели, можеби затоа што никој не гушка толку искрено како лице со попреченост. Да, и тие се тука, или јас сум тука. Сите овие ликови, 20 ликови на луѓе со попреченост се овде, ве чекаат сите вас, ќе стојат овде во кинотеката на Македонија, многу повеќе ќе дознаеме од Серебра Георгиевска и Ануки Стуруа. Така е, да. Добро утро, мислам дека доволно кажав, солзите отидоа, така вчера беа, веќе ги нема сега или се уште се длабоко во срцето? Тука се. Ви благодарам многу за вниманието и за поддршката на Телма што ја добивме за овој проект, а и за све претходно што сме работеле. Синоќ поминавме одлично. Бев многу нестрплива да ги видам реакциите на најмногу на луѓето кои што се вклучени во проектот. За жал не можеа сите да дојдат затоа што не се сите од Скопје. Меѓутоа, нивната реакција, нивната радост ми потврди заедно со колегата Тоше Огњанов дека има вистинска причина зошто го правиме ова и дека ова ќе стигне до многу срца. Како беше патешествието всушност? Со какви се приказни се соочивте низ ова ваше патување или заедно со Тоша секако, нели како фоторепортер патување низ Македонија? Прочитав во ова исцрпно ваше обраќање, нели обраќање на умно, дека веројатно некои од нивните родители никогаш и немале прилика, нели додека не се случуваат овие, да речеме, поместувања во главите на сите нас, да ги изнесат своите деца, да ги видат луѓето, така, да видат што тие чуваат дома. До таму ли е работата или тргната на добар пат? Јас морам да признаам дека очекував дека ќе сретнам многу по-лоша ситуација, иако можеби сега ова се 20 приказни кои што ние сосема случајно ги одбравме, не ги биравме по убавина или по боја на очи, значи беше малку специфичен период затоа што сето ова се случуваше во време на корона. Интервјуата ги правевме во јуни и јули, што е од една страна добра околност, затоа што и по фотографиите може да забележите дека 95% сите се сликани надвор и дури мене тоа сега уште повеќе ми се допаѓа, затоа што доминира зелената боја, доминира некаде вода, сите средби беа на отворено. Генерално со сите родители пред се имавме одлична соработка, сакаа да зборуваат, сите беа пресвекни дека некој се сетил ова да го прави, а за реакцијата на нивните деца немам зборови. И на вистина гушкаат така, најсилно? Значи, синоќа го имавме Никола Стојановски, тој ни е најголемиот гушкач и буквално кога се запознавме, кога го правевме интервјуто во центарот на градот, само што стигнавме, тој му скокна на Тоше, мене ме прегрна и синоќа го направи истото. И мислам, тоа е бесценето. Сакам исто да истакнам дека освен деца и млади кои што живеат со своите семејства, имавме прилика да запознаеме и луѓе кои што се згрижени во згрижувачки куќи, во центри, што е многу важна работа, затоа што конкретно соработувавме со Порака Неготино, од каде имаме портрети од 5 мина згрижувачи. Нив ги запознавме во Дојран, кога беа на летен одмор,
И сакам да се заблагодарам многу на нивната асистентка, нивната згрижувачка, жената што се грижи за нив, Верче, која што многу ни помогна во целиот контакт. Тие беа пресрекни да учествуваат, да споделат, да кажат што прават, што сакат. Прво беа пресрекни дека отишле на одмор во Дојран, после година и пол и повеќе можеби затвореност. Така што имавме навистина исклучителни искуства. Можам за секого поединачно да зборувам, не сакам премногу и да ве задржувам, меѓутоа општиот впечаток ми е дека да, навистина се помрднуваат работи кај нас. Се уште можеме да сретнеме примери од кои не можеме да се гордееме, меѓутоа токму ваквите проекти, токму ваквите прилики, мислам дека ќе ги поттикнуваат и семејствата. И јас сум човек кој што ја сака културата и живее преку театарот и филмот 20 на години професионално и приватно, и сметам дека преку уметноста можеме најдобро да допреме. Не дека за оваа тема не е зборувано и ќе се зборува и треба да се зборува и да се прават и конференции и се. Меѓутоа аспектот кога имаме фотографија, кога ги имаме сите овие лица пред се насмеани, речи се сите од нив, што еве синоќа и шведската амбасадорка тоа го посочи, тоа е нешто што го забележувам кај сите како заедничко својство, тоа е тоа што треба да го памтиме од овие луѓе. Тука и Ануки Струа ќе ни кажат, нели, како всушност, еве првото прашање до неа нека биде како всушност вие се запознавте. How did the collaboration become? Dobro jutro. Thank you. We are very happy to be in Skopje today in North Macedonia. So the collaboration with North Macedonia started in 2019. So maybe I can shortly tell you about our organization, Glada Hudik Theater. Glada Hudik Theater was started 1996 in Sweden, in the city called Hudiksvall. And it was founded by Per Johansson, who is the head of the theater, and developed different... Ви благодарам за поканата, се чувствуваме одлично овде. Сакам да го представам, соработката со Македонија почна 2019 година. Сакам да го представам театарот Глада Худик од шведскиот град Худиксвал, кој што е основан во 1996 година, на јубилеј на 25 години, основан од господинот Per Johansson. And this theater group consists of actors with intellectual disabilities and also without intellectual disabilities, and developed different projects. And the aim of our project, Children Are Not Born with Prejudices, is to raise awareness about issues connected to intellectual disability, to break stereotypes towards people with disability, and to change this typical mind, which is quite common, old stereotypes in the society. So we hope that we can inspire many people here and make emotional impact with this kind of exhibitions, books, movies, discussions. Театарот Глада Худик се состои од актери со попреченост, но и без попреченост. Тоа е, ова сакам да го додадам, тоа е една од идеите на господинот Јохансон. Тој постојано го поставува прашањето што е тоа нормално? Како подлога на целата мисија. Конкретно овој проект Децата не се раѓаат со предрасуди се бори да токму против предрасудите, прифаќањето на овие луѓе и идејата на изложбата, на проекциите на филмовите, на книгите е да се придонесе што повеќе за емотивно влијание врз општеството. И морам да забележам дека ова е приказна која што не е само за Шведска, не е само за Македонија, затоа идејата на целото е да се расшири низ цел свет. Сакам да ја прашам исто така Струа да ни каже како е во Шведска на овој план, како со предрасудите, дали ги надминаат тие предрасудите? Can you tell us your impression about how what is the occasion in Swedish society concerning the prejudices? Can you say that Glada Hudik has helped
to move some burdens. Yes, as I mentioned, Glada Hudik Theater was started 25 years ago, and it was ordinary day center, and Per Johansson wanted to make something special with this group of people who were very talented and wanted to play theater with them, and many people were very skeptical, and also parents, they had a lot of prejudices. But after a while, after these successful movies, theater performances, they became idols in Sweden. So it makes a lot of impact on Swedish society and values which we are very proud of, about human rights and equality. So everyone's right to shine. Yes. Идејата на Пер Јохансон е да сакаше да покаже дека сите овие лица треба да прават тоа што сакаат. Затоа ја основа трупата од еден згрижувачки центар, ја основа трупата театарска. На почетокот требаше да се работи на созбивање на предрасудите кај родителите, кои што не се согласиле веднаш да нивните деца да играат во представа, меѓутоа после првите искуства таа слика почнала да се менува. Геслото на Јохансон е секој треба да блесне. And I can just admit and say, Per often says that you should not feel pity of these people. You should take them seriously, make demands, and respect them. So this is the main message we would like to forward. Родителите на овие деца многу често знаат да кажат не сакаме сожалување, туку сакаме почит кон нив. Така е. Да. И за крај само да кажеме што е она што треба да го кажеме во оваа пригода, што ќе се случува денеска. Вечерва во 19 часот овде во кинотеката на Македонија ќе биде промовирана и книгата И јас сум тука. Книгата е сублимат на 20 фотопортрети и 20 приказни со луѓето со кои разговаравме, а исто така ќе биде промовирана и ова е македонскиот превод на книгата со цитати и мудри зборови од актерите од театарот Глада Худик. Никогаш не престанувајте да се гушкате. Исто така фестивалот Литера во суштина е организатор на целото ова, е партнер на Глада Худик во Македонија во однос на овие активности и сакам да го поздравам целиот тим кој што стоеше за ова, изработката на корици, превод и сето тоа што подразбира изработка на две книги. Ова беше голем предизвик за нас. И како автори, меѓутоа и целата на техничка реализација што за една книга воопшто не е едноставно, да. Да. Да им кажеме само до кога може да ја видат сите оние кои што не ја виделе вчера вечер или денеска. Изложбата ќе биде отворена 3 недели, дока е 23 ноември, со можности да се продолжи во зависност од активностите на кинотека, затоа што навистина и сакам да ги поздравам и да им се заблагодарам вака и јавно с институција која што ни безрезервно не поддржа, ни ги отвори вратите и нивните срца. Како што и проектов. Така е, да. Значи, не заборавајте сите, ова е до сите гледачи на телевизија Телма, пренесете им на оние кои што ќе ви дојдат на гости, можеби ќе ги видите во текот на денот, и тие се тука. Децата, да знаете, не се раѓаат со предрасуди. Тука сме сите ние возрастни да им ги пренесеме за жал, но ајде да ги оставиме предрасудите за некои минати времења. Ве поканувам во Кинотека на Македонија да видите една прекрасна изложба во која што ќе видите навистина луѓе кои што нема да ви биде првата информација дека се деца со попреченост или луѓе со попреченост, туку првата информација ќе ви биде тие имаат насмевки на своите лица и во духот на сето она мислам дека ќе не испочитуваат сребра. Ануки, може да се пушнеме, нели? Thank you. Ви благодарам. Што можете да го понудите КТ Утринава? Да, целосна инклузија и секако овој повторно ќе кажам проект кој што носи една таква убава хумана и филантропска приказна. Мислам дека КТ ги имаше одлични дами соговорници да ве потикнат за веќе и официјално синокешното отворање на изложбата И јас сум тука, 20 неверојатни различни приказни од наши прекрасни фотопортрети на наши луѓе.